Македонија со 78 жртви во просек во последните 15 години е меѓу земјите со највисок просек на сообраќајки со смртни последици. Ова е клучна причина поради која денес се одржа првата национална конференција за безбедност во сообраќајот. Целта на оваа конференција е размена на знаење и искуства и добри практики преку унапредување и меѓуинституционална соработка, се со цел да постигнеме побезбеден и уреден сообраќај за учесниците во сообраќајот. Мора сите заеднички да работиме, да се подобрат бројките, да се подобри црната статистика. Во соработка со Министерството за внатрешни работи ќе работиме активно во следниот период на намалување на жртвите на патиштата. Пред се е многу значајно да се изгради добра и модерна инфраструктура во што многу вложуваме и таа да е добро испланирана. Крајната цел според министерот за внатрешни работи Панче Тошковски е следната. Се со цел да ги запазиме оние европски вредности, европски стремежи, односно заклучено со 2030 година, барем така е согласно Европската стратегија, го намалиме напола бројот на сообраќајни жртви, а заклучено со 2050 година имаме 0 сообраќајни жртви низ улиците во рамки на нашата убава Македонија. Од вчера во Скопје пробно во функција е пуштен системот Safe City, кој треба да донесе зголемена безбедност и ред во сообраќајот, а за што премиерот Христијан Мицковски изјави: Апсолутно ја поддржувам примената на безбеден град, проектот, и поддржувам негово проширување на целата територија на земјата. Некои велат тоа ќе донесе критика за владата, тоа ќе донесе силен политички удар. Јас велам, подготвени сме тој политички удар да го издржиме, само да спасиме некој човечки живот. Меѓу останатите на денешната национална конференција за безбедност во сообраќајот присутни беа и градоначалниците од целата држава кои потпишаа декларација за безбеден сообраќај.